Казната не поправа ниту една неправда, ама може да спречи стотици други. Оваа стара поговорка од Ориентот се чини добива логичен призвук на македонската реалност, откако и по неколку месечно убедување нема придвижување напред кон реформите и конечно кон создавање на вистинскиот предуслов за тоа да се овозможи на новото парламентарно мнозинство да формира нова влада. ЕУ спрема црна листа со санкции за партии и политичари, објави угледниот Financial Times. Дали ова ќе биде најобемната европска акција против партиските фронтмени на владачката партија? Ограничено движење, блокирани сметки, истраги, изолација на партијата. Или сепак е само закана до Иванов и до Груевски. Отворено вечерва со моите гости, со главниот уредник на Фокус, Зоран Димитровски. Добро вечер. Добро вечер. Со поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање, Горан Митевски. Професорот на Универзитетот Југоисточна Европа, Шпетим Лјатифи, и Сладјана Тасева од Transparency International Македонија. Почитувани, ви благодарам што се озвавте на поканата да дојдете вечерва во студиото на Отворено. Добра вечер уште еднаш и за публиката, која што верно не следи во сите наши емисии и е обично доста активна кога сака да поставува прашања. Денеска имаме интересни гости и мислам дека така ќе продолжиме и вечерва. Димитровски уште пред два броја, пред Financial Times да излезе со ова објава за црната листа на луѓе која што се подготвува во Европската Унија, Фокус излезе со веста дека се подготвуваат одредени санкции кон македонски политичари. Дали тоа беше повеќе како теза или се базираше на некои информации што ги имавте? Па ние уште од лани, во времето на аболициите на председателот Иванов, излеговме со таков текст. Претходно имавме интервју со Питер Ван Хауте, кој што беше посредник овде во преговорите, и тоа беа фактички негови извори во Брисел, дека уште за време на аболициите се подготвуваше таква црна листа. И тоа беше една проширена, условно речено, црна листа од 50-60 личности, онака како што тогаш добивме информација. Меѓутоа тоа остана само на закана, се разбира, затоа што беше фактички убеден Иванов на крај да ја повлече аболицијата после сето она што се случуваше со протестите на шарената револуција. Сега беше логично сето тоа да се повтори во состојба кога парламентарното мнозинство не може да не му се дозвола да формира влада, односно Македонија се соочува или Европа се соочува за прв пат со една земја кандидат која што не ги исполнува елементарните копенхагенски критериуми. Значи, вие немате функционална демократија, не само функционална, вие немате елементарна демократија, примопредавање на власта по избори кои што се регуларни, каде што победила, каде што има одредено парламентарно мнозинство кога формирале политичките партии. Во контекст на овие санкции, оние информации кои што ние и тогаш ги добивме, меѓутоа одат, тоа се службите на Европската Унија кои што ги прават, тие истраги, фактички се пронаоѓа имотот во сите земји членки на Европската Унија. Тука се солидарни и некои други земји, како што Швајцарија, како што се некои други земји од запад, Соединетите Американски држави. Тоа се координира. Она што можам да го кажам како информација дека се координираат Брисел и Вашингтон во моментот во тој контекст. И дека се прави список од луѓе, во тоа време беа 5-60, сега не знам колку се, меѓутоа тоа не се само партиски челници, значи не е тоа само врхушката на ВМРО ДПМН, туку тоа се и нивните поддржувачи, блиските бизнисмени. Значи, добро, ќе ги зборуваме. Понатаму можеме да зборуваме за тоа. Но поентата е дека ова е сега сериозна закана. Практично паралелно излезе веста во еден македонски медиум, потоа тоа излезе во еден европски медиум, се повикуваат на неименувани европски дипломати. Дали ова може повеќе да се свати повторно само како закана до Иванов или до Груевски? Внимавајте, или мислите дека сега веќе е дојдено, лествичката е подигната уште едно скалело нагоре? Заканата, знаете што, односно санкциите
можат добро да функционираат ако се уште на ниво на закана. Затоа што ако се спроведат, тогаш навистина може да се доведеме во ситуација една авторитарна власт да ја зголеми да го зголеми на некој начин својот авторитаризам, односно диктатурата, и да почне да се одмаздува на овие нејзини политички противници, нели? Ако е теркот на владењето на Груевски, да речеме она што го гледа од Ердоган или од Путин, од Лукашенко. Од тие причини јас се уште мислам дека ова ќе биде на ниво на закана, но заканата нема да биде упатена само кон нели Груевски и Иванов, кој што не го дава мандатот за состав на влада, туку и на сите овие партиски нели оние луѓе кои што имаат имот во Европската унија, тие кои што секојдневно комуницираат со фирми од Европската унија, кои патуваат и така натаму. Секако. Така што мислам дека тие ќе се искористат, тоа ми беше поентата, само да завршам реченицата. Ќе се искористи тоа да тие вршат притисок. Знаете, ако еден сериозен бизнисмен кој што има дневна комуникација со Европската унија, на крај не може да си ги остварува своите бизнис врски, односно својот бизнис да го тера, тогаш тој ќе врши внатрешен притисок во партијата да се реши она што треба да се направи. Митевски, во услови кога политичко-безбедносната ситуација во Македонија е прилично фрагилна, Македонија станува извозник на нестабилности во регионот. Ние гледаме секојдневно сме на насловните страници на балканските медиуми, во Србија практично македонското сценарио се користи како дел од кампањата. Мислите ли дека во вакви услови ако Македонија стане или веќе станува еден извозник на нестабилност, навистина може да се соочиме или поедници да се соочат со ваков тип на санкции? Според мене санкциите се реални, а може да се и на одреден начин закаснети, бидејќи со очекувањето после аболицијата и повлекувањето на аболицијата од председателот Иванов, дали се очекуваше дека и сега ќе има одредено ретирирање на председателот Иванов да го даде мандатот на мандаторот господинот Зоран Заев. Мислам дека тука проценките на меѓународниот фактор беа малку погрешни и во тие очекувања многу време протече од 11 декември, од денот на изборите, што доведува до големи тензии во Македонија, посебно со протестите кои ги организира политичката партија ВМРО-ДПМН. Тоа на сите ни е јасно и од тие причини добро е што другата страна не одговара, така да нити македонската страна, нити албанската страна на сите тие провокации од страна на учесниците на тие во првите редови, говорниците на сите овие митинзи што ги гледаме последниве 30 на дена, иако тие се обидуваат да предизвикат на некој начин не само тензии, самото одење пред штабот на политичката партија СДСМ, тоа повторно е на некој начин обид да се предизвика конфликт. Добро е што нема втора страна со која конфликтот би се случил, а секако нашето обкружување очигледно дека се подготвува и за такви сценарија. Тоа не е тајна дека и Бугарија и Србија превзимаат одредени мерки со поставување на одредени специјални единици и други форми на воено присуство на пограничниот појас, каде што евентуално при судир би дошло до... Мислите ли, еве како поранашен човек од полициските структури, дека тие навистина создаваат такви своји формации чисто превентивно, да речем? Да, превентивното поставување е секогаш нормално и очекувано. Така да тоа не ме изненадува, иако не сум песимист дека такво сценарио е можно, верувам дека нема да има конфликт ниту меѓу македонците, ниту со албанската страна, бидејќи сето ова го гледаме овие денови дека нема одговор на сите тие провокации кои се случуваат од политичката партија ВМРО-ДПМН. Да, Лјатифи, тоа е така, меѓутоа веројатно само додека ВМРО-ДПМН го има одлучувачкиот збор во собранието како што го има сега. Односно, не може никако да се постави на маса ниту гласањето за председател, избор на спикер на парламентот, уште подалеку е можноста од формирање или гласање на нова влада. Гледаме дека ова може да се одолговлекува во недоглед. Дали нужно оваа политичка криза ќе заврши со некаква меѓународна интервенција? Зависи што подразбираме под интервенција.
Инаку, меѓународното присуство, односно присуството на странскиот, на меѓународниот фактор или пријатели, како што ги нарекуваме, секогаш било на еден или друг начин во Македонија. И тоа присуство секогаш олеснувало одредени процеси да се откочат, особено кога во Македонија сме имале ситуации на блокада, на некаква кочница. Во ситуацијава ние имаме, во моментот имаме ситуација на транзиција на власта и прашањето е како таа транзиција на власт и моќ да се случи по мирен пат. Секако прашањето е на место, меѓутоа навистина не очекувам дека таа собраниска седница ќе трае до недоглед и дека никако нема да може да се формира мнозинството, бидејќи парламентарно мнозинство има во Македонија, тоа е формирано, над 61 пратеник, односно 67 пратеници имаат дадено на подпис за владеачка коалиција. Техникалиите како тоа ќе се случи и дали ќе се случи после понеделник, јас сметам дека веројатноста е доста голема тоа да се случи после посетата на Доналд Таск и средбата со претседателот Иванов. Инаку не би сакал воопшто да размислувам кои би биле алтернативите и последиците по Македонија, не само по одредени индивидуи, носители на функции, па и бизнисмени што беа преска спомнати, а во случај да истото не се случи. Значи, сите овие мерки кои што беа спомнати не се на одмет, како што е на блокирање на сметки во странство на индивидуалци, на индивидуи, забрана за влез во одредени земји како што е Шенген зоната, например, и на тој начин преку индивидуалци Македонија на некој начин веќе ќе влезе во патот на изолација. Тоа најмалку им одговара и на ВМРО ДПМН и затоа јас сум оптимист дека до тоа нема да дојде. Можеби ова што се случува со протестите е само едно предворје можеби на следните локални избори и повеќе градење на рейтинг на партијата, отколку на вистина тврдокорност да не се откаже по никоја цена од власта. Така што по тоа прашање барем сум малку по оптимистот. Мислите дека Доналд Таск носи нешто ново што може да му го каже на Иванов, освен веќе неколку пати, да не речам 20, 50, 100 пати повторената порака дека треба да му го даде мандатот и зошто он сега би се предомислил Иванов? Секако, значи, он е највисоката личност која што представува Европската унија, претседател на Европскиот совет и неговата порака нема да биде чисто порака колку да куртоазно се сретне со претседателот, туку сите овие можни мерки кои што ние ги брейнстормираме тука и ни се познати, можно е да ги најави. После таа најава се знае што следува, значи ставање во функција, операционализација на таквите мерки и поради тоа мислам дека претседателот ќе смогне сили да се предомисли, односно да откако ќе имаме формирано односно мнозинство кое што веќе се формализира во собранието, значи не е од партиските штабови, не е од телевизија, не е во медиум, туку во собранието, веќе тоа ќе има влијание и кај претседателот. Тасева, постојат многу типови на санкции кои што може да се изречат. Вие го текот на парите добро го следите преку вашата работа. Тоа се санкции кои се применувале во повеќе европски земји, европски или полуевропски, ако може така да ги наречеме. И обично Унијата се грижи тие да не допрат до граѓаните, да не го повредат обичниот човек. Туку да ги казнат политичарите, евентуално бизнисмените кои се со нив поврзани. Мислите ли дека сега се размислува за таков тип на санкции кои што директно ќе можат да направат притисок врз политичките елити? Имало примери кога се преземани мерки спрема лидерите од диктаторските режими. Тие диктаторски режими кои што долго обстојувале или кои што успеале да бидат соборени, или начинот или дел од постапката за соборување на тие режими била и интервенцијата од надвор во смисла на блокирање на средства за кои што граѓаните тврдат дека се изнесени од тие држави
на незаконски начин, дека им припаѓаат на граѓаните. И преку блокирање на тие сметки и оневозможување на движење на тие лица, се разбира, ниедна држава тоа не го прави без да го стави во рамки на сопственото национално право или да го стави во рамки на меѓународното право, односно и се грижи за тоа да не повреди некаква процедура преземајки таков тип на санкции. Можни се такви мерки и се добредојдени и според мене се задоцнати, но никогаш не е доцна. Уште во почетокот кога почнавме да ги слушаме објавените снимени разговори или од почетокот кога почнавме да зборуваме за проектот Скопје 2014, кога гледавме колку високи се сумите на тие проекти и кога отворено се зборуваше дека тие се неколкукратно повисоки отколку реалната цена на чинење на таквите споменици, дури објавена на веб страните на тие компании, требаше да се погрижиме и ние и да се погрижи меѓународната заедница да се следи текот на парите. Затоа што да се одвојат од можноста да ги контролираат тие пари кои што се стекнале на нелегален начин или по пат на корупција, е најсилната алатка или најсилниот, не сакам да ја наречам санкција, еве мерка, против таквите диктатори или против таквите недемократски режими, затоа што де факто не можеш да поведеш санкција или постапка затоа што некој не е демократ. Меѓутоа можеш да воспоставиш некаква санкција или мерка затоа што е сомнителен начинот на движење на некои средства или пари. Но за тоа треба да има покренато некаква правна постапка во домашната земја? За тоа треба да постои правна рамка, не мора секогаш да постои покрената постапка во домашната земја. Затоа што меѓународно добро е познато дека тие пари кои што се изнесуваат надвор, утре се користат за влијание надвор. Значи, политичко влијание. И надвор, веројатно и дома. Пред се надвор заради заштита, заради обезбедување на заштита од надвор, заради обезбедување поддршка од надвор. Ние слушаме таму и таму се создаваат лоби групи, а лоби групите функционираат со пари. Треба да платиш за да обезбедиш поддршка. И таму да ти дадат поддршка и да дојдат овде да ти дадат поддршка, за сето тоа се потребни пари и затоа се грижат да ги изнесат парите, да ги стават на сигурност, за да може тие пари повторно да им обезбедат моќ и надвор и внатре да корумпираат и политичари, па и од Европа, па и од Америка, од каде што ние очекуваме помош за да се врати демократијата. И затоа е неопходно и има примери за кои што зборувам дека државите, еве Швајцарија беше спомната, таа самата по основа на нивното национално законодавство поведе постапка за перење на пари против диктаторите од Нигерија. И беа замрзнати и запленети тие пари. Понатаму се чекаше да се воспостави внатре во државата некаков нормален систем, каде што ќе можат па да се вратат. Исто така представува проблем и дали правилно понатаму ќе се преземат тие средства. Но постои начин, постои можност, можеше тоа и до сега да се прави. Ние немаме институции дома преку кои може да се поведат вакви постапки, за да може да се следи текот на парите, за да може да се побара нивно смрзнување и заплена на друго место. А и доколку тоа било побарано, не слушнавме од страна на специјалното јавно обвинителство до сега да е побарано, патот за таа меѓународна правна помош е преку Министерството за правда и Министерството за надворешни работи, за кои што повторно заробени институции. Нели, зборуваме за заробена држава, не сме сигурни дека тоа би можело значи, да биде успешно. Не би можело да оди преку така барањата на македонските институции кои се независни, како СЈО, например, бидејќи сепак треба да го поминат СЈО не може директно пат. да се обрати во државата, било која држава, мора да го следи нормалниот тек на таа постапка. А тој тек на постапката е таков, мора да се следи процедурата, затоа што таму нема да те препознаат како некој кој што може да им се обрати, за да може да ти вратат со таков тип на меѓународна правна помош. Но примери за вакви постапувања надвор постојат многу
Имаше и во Франција запленување на многу имот, запленување на возила, запленување на станови, имаше во Англија исто така. И сето тоа е можно доколку се создаде еден интерес прво, затоа што ние долго слушаме дека воопшто не сме на агендата, не сме интересни. Имаат многу поголеми прашања за решавање и во Европа и во Америка, отколку да се секираат или да се занимаваат Добро, со ќе се навратиме на нашиот тоа. проблем. Сега за да имаме представа уште една за што разговараме и за гледачите, што значат санкции и какви типови на санкции досега се преземани од страна на Европската унија и од САД од одредени земји, од прилогот што следува на Александар Пешев. Дали Македонија ќе се соочи со европски казни? Прашањата се актуализира откако Financial Times, повикувајќи се на неименувани евродипломати, напиша: македонските политички лидери ризикуваат санкции ако продолжат да ја блокираат новата влада и да разгоруваат меѓуетнички конфликт. Информацијата разгоре шпекулации во јавноста и загриженост за тоа дали граѓаните на Македонија би почувствувале последици, посебно ако казните би се однесувале на кратење на предпристапните фондови, милионски суми пари кои ни стојат на располагање преку ИПА и ИПАРД компонентите. Рестриктивните мерки или санкциите, кои за Европската унија представуваат интегрирани сеопфатен метод за имплементирање на политиката на Унијата, може да се насочени кон неколку различни субјекти. Влади на земји кои не се членки на Европската унија поради нивните политики. Ентитети или компании кои овозможуваат спроведување на мерки и активности кои би биле предмет на санкции. Групи или организации, како на пример терористички групи, и индивидуалци кои ги поддржуваат мерките кои се предмет на санкции или се инволвирани во терористички активности. Основните принципи за изрекување санкции ги дефинираше Комитетот за политика и безбедност при Советот на Европа во 2004 година, кога беше утврдено како и кога ќе се одредуваат, како ќе се имплементираат и како ќе се контролираат ефектите од казните. Според Советот, рестриктивните мерки се развиени на начин кој би ги минимизирал негативните последици за оние кои не се одговорни за политичките или постапките кои довеле до санкционирање. Конкретно, Унијата се цели кон заштита на жителите во земјата и легитимните активности кои се одвиваат во земјата во која се применуваат рестриктивни мерки, за кои Брисел тврди дека се во целосна согласност со обврските под меѓународното право. Заклучно со јануари годинава, Европската Унија има усвоено рестриктивни мерки за 35 земји и 2 терористички групи. Од земјите во регионов на списокот се наоѓаат Србија и Црна Гора, заведени како Југославија, а казните кои се изминати се поврзани со покојниот Слободан Милошевиќ и Босна и Херцеговина. Одлуката за санкции за Босна и Херцеговина истекува утре, а во изминативе неколку години рестриктивните мерки се однесуваа на лица одговорни за насилствата во Мостар, на кои им се забранува влез во земји членки на Унијата и на кои им се замрзнати фондови и економски ресурси. Санкциите во оваа земја важат за лица кои го потценуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и уставниот поредок и меѓународниот углед на земјата, представуваат сериозна закана за безбедноста и го потценуваат Дејтонскиот рамковен договор за мир и неговите анекси, вклучително и мерките кои се предвидени со договорот. Освен за директно одговорните, казнените мерки важат и за оние кои се поврзани со нив. Пошироко на европскиот континент, Брисел има изречено санкции за Украина и Белорусија. До јуни годинава на Украина и се забранува увоз на стоки од Крим и Севастопол, додека за Белорусија важи ембарго за оружје, извоз на опрема за внатрешни репресии, рестрикции за патување и замрзнување на фондови на одредени личности. Европските рестриктивни мерки важат во сите земји членки на Унијата. Нивната примена е задолжителна дури и ако се разликуваат од законите кои ги има усвоено земјата членка. Да, Димитровски, интересни можевме да видиме тука податоци, например за Босна, за лица кои што се закана за суверенитетот и уставниот поредок на земјата. Гледаш ли некакви сличности во ситуацијата? Па може да се најдат сличности, иако нели секоја земја е специфична, секој проблем е сам за себе и така ќе се оценува во Брисел. Значи ние имаме сега имавме и порано, но сега е изразен проблемот нели на недозволување да се создаде влада, односно елементарно нефункционирање на демократијата. Ние сме земја кандидат за членство во Европската унија, но тоа е само едната димензија. Втората димензија е заканата нели по безбедноста во регионот, затоа што ние сите знаеме дека било каква нестабилност во Македонија на етнички план
може да биде експлозивна, за разлика од сите овие соседни земји, каде што таа внатрешна некаква нестабилност нема таков силен меѓуетнички карактер. Косово и Босна се посебни примери, меѓутоа таму нели имаше војни, имаме поинако функционираат како протекторати. Од тие причини, ако се сеќавате и еврокомисарката Могерини предупреди дека не само овој конфликт дека може да прерасне во меѓуетнички, туку и дека се заканува да стане геополитички проблем. Видовме Вучич пред 2 дена говореше нели со Путин половина час посветиле на Македонија. Видовме отворена поддршка на владата која што не сака да ја предаде власта во Македонија, односно на партијата ВМРО-ДПМН. Така што мислам дека овој пат Европската унија многу сериозно го сваќа проблемот и затоа не само што има намера да ги примени овие санкции, туку ако Груевски има намера да оди до крај, мислам дека и Европската унија ќе оди до крај. Што значи тоа? Кога ги споменувавме овие мерки нели за одредени луѓе, ние знаеме дека има цела плејада, прво во самото раководство на ВМРО-ДПМН има неколкумина што имаат станови во, да речеме, Никола Поповски има стан во Брисел, нели, тој работеше и живееше таму. Тоа може да му биде замрзнато. Има и семејство таму, нели. Има некои во Соединетите Американски држави, нели, министерот. Но мислам дека тука повеќе многу е позначено да се сопрат тековите на парите отколку станот на Никола Поповски, бидејќи тој не пружа некакво влијание во земјата или надвор во... Апсолутно сите што ја поддржуваат политиката на недемократија, односно на авторитаризам во Македонија, може да бидат предмет на санкции. Парите, она што го зборуваше господјата Тасева, парите исто така не мора да бидат замрзнати заради тоа што тие се средство за корумпирање на политичари. Тоа е едната димензија. Туку самиот факт што тие фирми му служат на тој режим и ги финансираат, фактички го финансираат тој режим со црни пари, односно со пари на граѓаните на Република Македонија, е доволна причина за тие да бидат казнети. Нивните сметки на Кипар, во Лугано, Швајцарија, значи имаме редица фирми на овие првите бизнисмени кои што ја поддржуваат власта, кои имаат легални сметки, имаат и имот. Да речеме, Орце Камчев има болница во Бугарија. Бугарија е земја членка на Европската унија, ја купи за 170 милиони евра. Тој имот реално може да му биде замрзнат. Од тие причини велам дека дури тие да не учествувале во одредени, не знам, перења на пари, надвор, спорувам, или да не ги користеле за корупција на политичари, сепак може да бидат предмет на санкции. Тасева, удели во компании, банкарски сметки и друг тип на имот. Недвижностите веќе ги спомнавме. Мислите ли дека кога Европската унија би се решила на таков чекор, би одела на еден многу поширок круг на политичари, но и бизнисмени кои што тие ги поддржуваат? Верувам дека ќе се оди на поширок круг. Нема да се оди само строго на политичарите, туку ќе се оди на се она што ќе може да се поврзе со действија кои што значат изнесување на средства, нелегално финансирање, извлекување на пари надвор од државата и се она што укажува на тоа дека нешто е нелегално. Сепак не може без да има основа подкрепа на тоа, на нелегалното, нешто да се одземе или да се замрзне, ако не може да се докаже дека нелегално се поседува или дека не може да се доведе во врска со извлекување, во врска со некаков тип на криминал или незаконито действие. Затоа што сепак многу се силни тие мерки за заштита на сопственоста секаде. И кај нас во Уставот, но секаде исто така и во другите држави. Но тука во примерите што ги посочи Жор, очигледно е, ние ја гледаме поврзаноста. Некои од компаниите, некои од лицата кои што водат компании, све ставени во функција исклучиво за да се изнесува капиталот. Се формирани компании на Кипар, беа споменати Кипар, Лугано, ги слушнавме компаниите во Панама, кои што се прикривачки компании, во Белизе, кои што се прикривачки и нивната единствена цел
тоа да послужат како параван. Таму најчесто нема вработени, нема бизнис, нема ништо. Има само издавање на фактури и трансфери на пари, купување на удели во компании. Значи, постојат повеќе нивоа на перење на пари, кај што се преземаат повеќе действија од влез на капиталот до неколку пати да се направи трансакција, за да на крајот тие изгледаат сосема легитимни и чисти, и тоа не исклучува и продавање и купување на компании цели и удели во компании и учество во легални бизнеси. Летифи, мислите ли дека една ваква мерка може да биде делотворна во овој момент во македонската криза? Секако дека ќе биде. Меѓутоа, јас очекувам дека до тоа навистина нема да дојде. Бидејќи ние во моментот разговараме за судбината и што ќе се случи со имотот на одредени индивидуи. Меѓутоа, да не забораваме дека тоа навистина не е ниту интерес, ниту фокусот на јавноста. Значи, воопшто граѓаните не ги интересира што ќе се случи со мене, со вас, со имотот на, не знам, господја Тасева, со носители на јавни функции. Туку ги интересира што ќе се случи со Македонија, што ќе се случи со иднината на Македонија и каква држава градиме, односно каква демократија ќе бидеме и дали ќе имаме на тамошни инвестиции и општествената кохезија, дали ќе ја продолжиме да ја изградиме или ќе имаме тоа што имаме сега на улица, протести кои што се против интересите или барањата на некој начин на албанските политички партии или на албанците. Така што, имајќи го ова предвид и имајќи предвид тоа што беше претходно кажано... Протестите се така насловени, меѓутоа протестите имаат многу поширока димензија. Тие не дозволуваат формирање на влада на СДСМ со албанските партии. Добро, претекстот на самите протести е зачувување на унитарниот карактер на државата, односно недозволување на да се направи, да се формира, да се претвори Македонија во бинационална држава и против тиранската платформа. Тоа е поради што протестираат луѓето на улица денеска, без разлика дека не се во таков број што би можеле да спречат транзиција на власт. Меѓутоа, би сакал да се надоврзам на тоа што претhodно беше кажано, а тоа е намалувањето на интересот на Западот за случувањата во Македонија и во регионот. И во тој аспект, и гледајќи регионално, меѓутоа геополитички, е интересно да се следи и да се предвиди што ќе се случи со присуството и на Европската Унија и на Соединетите држави во Македонија, но и во регионот. Бидејќи ние може да станеме извезувачи на нестабилност, меѓутоа ние нема да бидеме единствените, бидејќи реално 3 се можни сценарија за Македонија и би почнал со најверојатната, да стигнам до најневеројатната. Првата е да продолжи присуството на американците и на Европската Унија во Македонија во обем и на ниво на кое што сме се навикнале во изминатиот период, затоа што ние навистина не сме можеле без западна помош да ја развиеме демократијата до ова ниво до кое што сме. Второто сценарио е повлекување со новата администрација на Трамп и со промените кои што се случуваат во Европската Унија. Че ние годинава имаме клучна година во која што најголемиот атлантист од Европската Унија, Британија, ја напушта Европската Унија. И тоа е сериозно прашање. 4 од државите кои што се оснивачи на пред Унијата, пред Европската Унија, тоа се Италија, Германија, Франција и Холандија, имале или имаат годинава избори и секако многу ќе влијае од тоа кој ќе дојде на власт во тие држави, за да очекуваме некаква или каква ќе биде поддршката и присуството на Европската Унија во Македонија. Имајќи предвид и од друга страна зголеменото присуство на Турција во Балканот и сите овие инциденти кои што можеби ќе ни треба цела една емисија да се посвети, почнувајќи од Молдавија,
мешањето на Русија во изборите во Германија, Србија, Црна Гора. И присуството на Русија во Македонија исто така И присуството на Русија во последно време е се Македонија. позабележително, Апсолутно. не само од економски, туку и од политички аспект. Апсолутно, како се намали Реци од политички. агресивноста во присуство, се мисли агресивноста на западниот фактор, се повеќе се инсистира на присутност од страна на Русија не само во Македонија, туку и во соседните држави. Че тоа се случува и во Србија, тоа се случува во Црна Гора, во Молдавија уште повеќе бидејќи има такво тло што дозволува да се мешаат. Да не збориме за земите каде што веќе има некакво присуство. Тоа е Сирија, Украина, Кавказ, Либија сега најново. Значи, апсолутно ќе искористи секаква можност Русија да пополни секоја празнина која што ќе се испразни од страна на Европската унија и на американците. Мислите дека ЕУ и САД сега ќе дозволат испразнување во ситуација на волку фрагилен Балкан во моментов? Пред се ЕУ, затоа што сепак Балканот е географски дел од ЕУ и евентуални немири на ова подрачје многу го загрозуваат мирот западно. Мислам дека веќе тие кои што беа оптимисти очекуваа таква промена, почнаа да се разочарат. Со новата администрација на Трамп, например, во првите месеци и со средбите што ги имаше во Брисел и секретарот Метис, секретарот за одбрана со министрите за одбрана на Европската унија, и во Обединетите нации и администрацијата на Трамп покажа интерес за и како да ги поддржи демократските процеси. Дури одејќи чекор понатаму, самата администрација на Трамп честитајќи на независноста на Косово на 17 февруари, тоа е се најава дека навистина односите... И ратификува во Сенатот за Црна Гора во НАТО. Апсолутно. Така што сега тоа на брзина го направија затоа што имаше дилеми, нели, што ќе се случи. Да, и тоа мнозинството на Трамп го направи. Црна Гора исто така беше на крстопат на некој начин. И не знам дали може да се квалификува, меѓутоа имаше секако обид за државен удар на самите избори, односно проруската или просрпската партија да се донесе или да дојде на власт во Црна Гора. Така што сите овие моменти беа во 2016 некој показател дека е можно зголемено присуство од страна на Русија и напуштање од меѓутоа новата администрација на Трамп и сега поддршката која што ја добива Македонија, нагласувам дека таа поддршка во изминатиот период се согласувам дека проценките на Европската унија можеби не беа најточни околу перспективите и околу развојот на настаните во Македонија, меѓутоа мислам дека колку и да е премногу досна, како што денеска кажа во Европскиот парламент Кнут Флекенштајн, дека никогаш не е премногу доцна да се продолжи со таа поддршка, меѓутоа знаеме ние дека од 2013 ниедна нова членка не се примила во Европската унија, од 2009 година ниедна членка на НАТО не се проширува од тогаш. Така што еве можеби е повеќе желба да оваа година со окончување на оваа блокада Македонија да го продолжи тој пат со зголемена поддршка од и Европската унија и од администрацијата во Америка. Митевски, со сите овие геостратешки атрибути, дали безбедноста на Балканот во овој момент е загрозена? Кога ќе ги слушнеме сите работи, влијанието на Русија, влијанието на Турција, повлекувањето моментално тоа што се случи САД и Европската унија? Од тие причини мислам дека се и многу јасни и конкретни пораките кои ги добива председателот Иванов, бидејќи секоја нестабилност во Македонија и можност за меѓуетнички судир сигурно ќе се прелее и во соседните земји и од тие причини е толку јак притисокот, меѓутоа ја видовме овој период дека тој е недоволен и не верувам ни дека санкциите кои би се спровеле спрема одредени личности од врхушката на ВМРО ДПМН, бизнисмени кои ги поддржуваат во целиот овој период, дека ќе вроди со плод, бидејќи имаат доволно време капиталот да го стават на сигурни места, да не повлијаат тие санкции толку драстично за тоа да изврши притисок врз врхушката на ВМРО ДПМН да се откаже од сценариото кој го гледаме секој ден во Собранието на Република Македонија, ова да трае во недоглед конститутивната седница. Јас се плашам од работи кои
ќе морат после тоа да следат, доколку тие санкции спрема одредени лица, фирми, што ќе ги спроведе и САД и Европската Унија, нема да бродат со плод, барем не на краток рок, дека ќе мора да се запрат одредени приливи на средства, без кои Република Македонија нема да може да обстојува нити буџетот да се делат плати ни на администрацијата, на пензионерите, што според мене ќе доведе до незадоволство спрема моменталната власт, технички од премиер и сите негови министри во оваа влада. Ај малку да ве вратам на ВМРО ДПМН, сепак е легитимна политичка структура со 51 пратеник. Секојдневно имаме протести на илјадници граѓани, не е важно колку се, дали се малку или многу. Сакам да кажам дали оспорувањето на легитимитетот на ВМРО ДПМН на овој начин можеме да го кажеме дека е малку претерано. Стравото тоа што следи по преземањето на власта, сметам дека е голем кај челните луѓе на ВМРО ДПМН и дека тоа е клучната причина за сите овие сценарија што се случуваат, без Вие разлика мислите што дека ова е дел од сценарио и народот што е на улица? Така е. Апсолутно. Апсолутно, тоа е се поврзано едно со другото. Бадењето на што повеќе граѓани на улиците е обид да се предизвика, да се оспори формирањето на новата власт, легитимно мирно предавање на власта, а тоа да трае и да биде причина за единствен излез кој они го нудат, а тоа е предвремени избори заедно со локалните. Жоро? Не само тоа, освен предвремени избори, тие нудат и да бидат дел од власта. Значи, оно што го слушаме постојано е, тие дури во најновата платформа на ВМРО ДПМН, затоа што сега е популарно се платформа да се нарекува, патокас што ја нарекува, повторно велат дека треба да се договорат сите партии победник со победник да биде, нели? Тоа значи дека Груевски уште од самиот почеток на ова криза, кога стана јасно, се зборувам за последниот развој на кризата, кога стана јасно дека нема да прави влада со ДУИ, и кога ДУИ се изјасни дека ќе прави влада со СДСМ, веднаш почна преку своите пратеници во Брисел и така натаму да буквално речено да моли или да се направи некаква широка влада, односно тој политички да се факторизира повторно. Затоа што знае дека во спротивно што го чека. Истрагите на СЈО и сето тоа натаму. Проблемот е што сега во овие последни настани, со минатата недела беше пратеничката тројка во Европратеничката тројка во Македонија и господинот Хан, еврокомесарот, и потоа слушнавме неколку интервјуа, меѓу кои две на Иво Вајгл, во кои сите го зборуваат она ќе оди Груевски до крај, ако не, за да не одел во затвор. Меѓутоа, јас таму видов нешто што е многу интересно. Тој во два наврати кажа дека Груевски и Заев треба во 4 очи да седнат и да се договорат за иднината на Македонија. Сугестиите, па дури и некои од другите европратеници, мислам дека нешто слично кажа, дека тоа треба сепак да се реши со некаков политички диалог на највисоко ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека ни се сугерира на некаков начин дека треба да се направи некаква амнестија. Ние знаеме дека таа приказна за амнестија уште од минатата година, односно со самиот почеток на кризата во 2015 година, кога се разговараше и во Брисел, во Страсбур прво, па потоа во Скопје, Заев и отворено говореше за тоа дека неколку пати се обиделе странците, посредници да му сугерираат дека вие сепак треба да се договорите за некаква амнестија. Али Ахмети беше тој што минатата година самиот му понедел на Заев да се донесе некаков закон за амнестија во парламентот со идеја да има потоа мирен трансфер на власта. Видовме потоа се случи аболицијата на Иванов. Значи, постојано тоа прашање виси над глава и сега, но мислам дека Груевски сега е толку осилен или е толку очаен, и двете може би работи. Осилен е веројатно од таа поддршка што има на улиците, од тоа што може да го запали меѓуетничкиот мир у Македонија да не функционира веќе, и дека освен амнестија бара сериозна политичка факторизација. Се разбира дека што значи тоа? Тоа значи дека или некаква широка влада, или некаква политичка функција на кој тој ќе се чувствува безбедно, за да не може да биде прогонет од специјалното јавното обвинителство, односно од органите на обвинителство. Добро, но доколку се тргне, еве може тасева, доколку се тргне со Европската Унија оди кон ова сценарио на изрекување на санкции, тогаш се затвара и последниот прозор за раководството, да речеме, на ВМРО ДПМН, кое што е под закана на СЈО, се затвара и последниот прозор за да се оди кон политичко решение на проблемот. Бидејќи тогаш во таа ситуација е ситуацијата сосема на ивица.
Не мислам дека се затвара прозорот за политичко решение. Има простор за политички решенија и дури и ова одолговлекувањето со донесувањето на било какви одлуки во собранието е дел од политиката и изнаоѓање на политички решенија. Мислам дека попатно со ова присуството сега на председателот на Европскиот совет, тоа е највисокото тело на Европската унија. Тоа е телото кое што одлучува за иднината на земјите членки, односно дали ќе имаме членки, дали ќе почнеме преговори и така натаму. И сите пораки кои што стигна деновиве, дури ги слушнал Груевски и на Малта, каде што беше од неговите сестрински партии, од дискусиите во Бундестагот во Германија за тоа како треба да се води политиката во Македонија, односно мирно да се направи тој трансфер. Мислам дека не се исцрпени сите можности за политичко решение. Во однос на тоа дали ќе се оди кон амнестија, мислам дека тоа е целта на ова целото одолговлекување, но мислам дека за тоа не постои ниту поддршка, ниту спремност. Напротив, укажувањата, препораките се дозволете ова да се спроведе низ редовна постапка во надлежните институции во Република Македонија, односно судовите да ги видат сите овие ситуации и предмети и да донесат одлуки. Не знаеме какви ќе бидат одлуки, но насоките одат во таа насока, односно препораките и укажувањата дека сепак треба да има соодветна судска разрешница, дека да, и ова одолговлекување со постапките во парламентот ќе доведе до одредена ситуација. Според она што јас го слушам од меѓународните и синоќа во интервјуто на амбасадорот на Холандија, дека нови избори не се опција, дека за тоа нема да се разговара, но мислам дека најсилната порака е пораката за изолација. Затоа што веќе ако тие од нивните собствени блиски партии ги слушаат пораките дека треба да се дозволи да се направи мирен трансфер на власта, дека се друго не е добро, и се повеќе се стеснува кругот и ќе се доведат овие политичари, сегашни, денешни, во ситуација да бидат изолирани. Пораките за изолација ги слушаме многу долго време. Да, но сега тоа е поинтензивирано. Партијата и денеска и вчера дел од малтешката група на европските народни партии. Што значи таму се одржуваат средби на секое ниво. Груевски го гледаме секој ден со по некоја средба, без разлика дали не е со Меркел или е со Меркел, е со некој пратеник од Бундестагот. Но тие не се толку, тоа се маргинални работи, тоа се нешта кои што не се, значи не се на тоа ниво за да обезбедат поддршка. Но ако некаде треба да тргне политичката изолација, веројатно прво треба да тргне од партиските структури. Точно е дека ќе тргне и од таму и тоа и се случува. Тие ќе бидат изолирани, нема да бидат добре дојдени никаде, никој со нив нема да се среќава. Всушност Груевски е сведен и ден денеска на еден политички лидер, само треба да се тој да се обиде да се сочува себе си барем како некаков член во партијата. Повеќе него нема да го видиме на никаква функција, затоа што во таа насока одат сите работи. Иванов исто така сам се доведе во таква ситуација. Моментално му е многу силен имунитетот што го има како претседател, но ми верувам дека сето она што го прави со своите действија и за што сме се согласили дека постојат елементи на кривични дела, нема така лесно да го одмине, но и за него пораките дека ќе биде изолиран и дека ние гледаме дека тој се случува. Каде одат тие? Во Азербејџан. Значи одат таму каде што нема никакво влијание од тие држави на она што се случува во Европа и во Америка. Но добро е што од Европската унија и од Америка стигаат пораки дека ќе се преземаат мерки кои што нема да предизвикуваат лоши ефекти над граѓаните, затоа што примерите кои што ги слушнавме, Белорусија, Украина, Белорусија не е членка на Советот на Европа. Украина исто така. Тие се недемократски држави и нивните граѓани исто така имаат проблем со тоа. Тие не можат да патуваат, не можат да работат на друго место. Тоа е веќе
бизнисот таму не може да функционира со странски инвестиции. Се внимава на тоа да не ни се случи да бидеме Белорусија или да бидеме Украина, но да се направи изолација на оваа политика за да може да се промени нешто во ова. Благодарам. Тука правиме мала пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото со прашањата од публиката, се разбери со другите прашања кои што вечерва не ги отворивме. Во студиото на 24 отворено, повторно се враќаме со темата можна ли е црна листа на политичари од Македонија кои би биле предмет на санкции од Европската Унија и САД, доколку во скоро време не дојде до разрешница на политичкиот проблем пред кој е исправена целата држава, а со тоа и граѓаните. Во вториот дел од дебатата почнуваме со прашањата од публиката, впрочем како и секогаш. Тука веќе имаме спремни неколку од нашите дискутанти. Марко, повели? Добро вечер. Јас сакам да прашам дали може да се очекуваат реални санкции за високите функционери и кои би биле тие функционери што би биле санкционирани со цел да се врати некаква доверба во системот или сето тоа ќе се заборави како што досега било случај неколку пати уназад. Сега во една ваква ситуација Па ние говоревме пред малку, меѓутоа секако тоа е раководството на ВМРО-ДПМН е цело. Значи, секако е групата бизнисмени околу нив. Значи, оние кои што ги користат сите овие години со тендери за перење пари, сметки кои што отвараат сметки нели во офшор компании, па преку нив ги финансираат потоа медиумите во Македонија. Нешто што е многу транспарентно и ние тоа го видовме низ бомбите, а и низ истражување на многу новинари во Македонија. Значи, тука се сигурно една група, како што реков, од 5-60 луѓе. Може да се и повеќе. Значи, идејата на... Меѓутоа, како што реков на почетокот, идејата на санкциите не е да се спроведат, затоа што тоа може и контраефект веднаш да направи. Идејата на санкциите е да функционираат како закана, затоа што нели секоја закана многу подобро функционира отколку самото спроведување. Таа се не се согласува со тоа, меѓутоа слободно. Не дека не се согласувам, зависи. Прашањето беше за реални санкции. Ова другово е закана од санкции кој што се прави на повисоко ниво, кој што нели ќе влијае на понатамошната иднина на целата држава. Реална санкција за нешто што реално се случило, имаме она што сега го прави или денеска го прави специјалното јавно обвинителство. Значи, тоа се тие реални санкции за некој што навистина направил действија кои што представуваат елементи на кривични дела, за тоа да одговара. Да не ни се случи она амнестија, како што беше спомнато пред малку, или препораките да се сретнат во живо па да се договорат. Мислам дека тоа не смееме да дозволиме да се случи. Тоа ни се случуваше години наназад. Во 2001 година имавме такво едно прекјутно договарање, па јас тебе нема да те гонам да те казнувам, ама потоа и ти мене нема да ме закачаш. Значи, еднаш мора да се соочиме со реални санкции за политичарите, они кои што се дрзнале, нели, да посегнат по имотот на граѓаните од оваа држава заради свој собствен личен интерес, преку злоупотреби, преку разни малверзации. И само така ќе научиме дека тие треба да бидат одговорни. Кога се на власт и дека власта значи и одговорност, а не самоволие и да правам се само мене што ми одговара и само ја што сакам и да ги ставам сите институции да бидат во моја функција. Значи мора еднаш на вистина да има реални санкции за политичарите. Се надевам дека постапките од специјалното јавно обвинителство, барем таму каде што досега има обвиненија, ќе можат понатаму да се спроведат во судска постапка, за да видиме каков ќе биде исходот и некои од тие лица кои што веќе се опфатени со обвиненијата, за да може да имаме и реални санкции. Искрено се надевам дека ќе имаме и уште повеќе обвиненија до јуни. Пред да продолжиме со прашањата, тезата на Лјатифи, кој што не верува во можноста да дојде до такво нешто, повеќе личи на ова сценарио за кое што сега пред малку зборуваше Димитровски. Дека тука ќе мора да дојде една момент на договарање меѓу политичките елити. Не. Така го сватив или јас погрешно сваќам? Не алудирам на
таков договор, инаку навистина би било нестрекно по Македонија ако се случи уште еден таков договор. Ние навистина во изминатиот период од независноста на државата не сме покажале такво ниво на и капацитет државен и судски пред се, да можеме да им судиме на високи функционери, носители на јавни функции. Тоа би било еден квалитативен исчекор ако успее навистина да обстои во својата мисија специјалното јавно обвинителство со и продолжување на мандатот, меѓутоа и да ги истера сите процеси, значи и обвиненијата кои што се покренати и сега сите предистражни постапки кои што се во тек за да се покренат такви обвиненија. Јас повеќе алудирав на тоа што беше претhodно кажано, дека понекогаш самата закана може да продуцира со ефект и на тој начин да се повлече тој што инсистира, значи да не ја предаде власта, меѓутоа не со договор. Инаку, ако се постигне таков договор, навистина ние нема да имаме промени во Македонија, ќе имаме замена на една власт со друга која што би била исто таква. И тоа и барањето и на извештаите европски и на извештајот од групата Рајнхард Прибе и Пржино, значи владење на правото. Еднаш мораме тој капацитет да го покажеме, односно да почнат тие судски постапки не со договор, тоа што на еден начин е и страв и можеби најголемото прашање што се поставува меѓу граѓаните, можеби навистина постои голема скепса и песимизам дека во институциите дека може да се покаже таков капацитет, меѓутоа без оптимизам и без работа, значи тоа да се обиде новото парламентарно мнозинство во иднина владеачка структура, навистина ќе биде разочарување за целата јавност и за целата држава. Добро, благодарам. Повелете девојката во вториот ред. Како се викаш? Теодора. Теодора, повели. Имам прашање дали поради секојдневните протести во Македонија, дали според вас има опасност од немири, бидејќи тоа е прашање кое што го плаши секој граѓанин? Добро, ова веќе го одговаравме, но Митевски би можел да го доелаборира. Јас кажа веќе имаше обид, значи да се протестантите да одат и пред штабот на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа таму значи немаше појавување од страна на нивни партиски приврзаници, симпатизери да пружат отпор, да дојде до конфликт. Сите тие работи укажуваат дека не наидува значи таа провокација на овие протестанти кои имаат такво сценарио замислено и сметам дека наредниот период само ќе се осипува бројката на протестанти и дека опасноста од тоа ќе биде намалена во тамошниот период, да нема реална шанса и можност да дојде до конфликт. Добро. Јас би можел, ако сакам слободно? Да. Постои еден друга можност за некаков конфликт. Тоа не меѓу граѓани, повеќе евентуално меѓу структури, полициски, параполициски структури, доколку, да речеме, доколку се доведеме во ситуација да мора парламентарното мнозинство на поинаков начин да избере собраниски председател, затоа што ова не може во недоглед да оди таа седница на парламентот, затоа што така таа може да трае до нова година, нели? И сега кој е подготвен да чека толку многу време, ако не успеат сите овие надворешни притисоци и заканата со санкции, мислам дека парламентарното мнозинство има една опција да формира, односно да избере собраниски председател без Трајко Велјановски и без целиот тој циркус таму што се прави. Во такви услови, слушаме дека од другата страна се заканува голема група граѓани да пристигнат пред собранието, да направат некаков, дури и да влезат во собранието, имаше денеска такви повици од некои да влезат во собранието. Меѓутоа, мислам дека тоа граѓаните нема да го направат. Тоа евентуално би го направиле некои нервозни дечки паравоени структури кои што тие ги формираат. Дури и платени, сакаш да кажеш. Дури и платени, каде што мислам дека со полицијата може да дојдат во некаков судир со полицијата. Сега, каква е состојбата во полицијата, веројатно Митевски подобро знае. Меѓутоа, дали тамо е се под контрола, знаеме дека е министерот за внатрешни работи од ДУИ, меѓутоа господинот Чапков е тамо
за јавна безбедност, колку ја имаат под контрола полицијата да може да реагира онака да ги заштити институциите на Република Македонија или ќе дозволи одреден хаос каде што евентуално би влегле овие па би се судриле со полицијата. Меѓутоа народ со народ не верувам дека може да се судри затоа што од другата страна нема одговор. Митевски, малку за професионалноста на полицијата во едни вакви услови, значи практично на постоење на техничка влада. Шефот на униформираните служби доаѓа од една партија, министерот доаѓа од друга партија, кои што веќе не се коалициони партнери. Каде во такви услови е моќта? Моќта е кај директорите, за жал. Меѓутоа и тие се соочуваат со секојдневно откажување на одредени наредби кои не се во согласно со Законот за внатрешни работи. Тие гледаат дека се повеќе раководни лица, иако се примени во периодот додека се они на власт, дека не се спремни да ги извршуваат понатамошните такви нивни наредби, значи доаѓа до откажување на послушност во смисла на партиска послушност и наредби кои го кршат законот, и од тие причини сметам дека таквото сценарио е невозможно, бидејќи не наиде тоа на свесни се сите припадници на МВР дека времето на формирање на нова влада во Република Македонија ќе дојде. Дали за една недела или за еден месец, тоа представува неминовност. Главно е да се сочува мирот, безбедноста, да не дојде до конфликт меѓу структурите во МВР. Таква клима во моментов не постои, иако, како што кажавте, министерот е од ДУИ, директорите се од страна на ВМРО ДПМН, меѓутоа раководителите на клучните единици во МВР веќе не се спремни слепо и послушно да извршуваат наредби кои би довеле до нагрушување на безбедноста во поголем обем. Мислите ли дека ова опозицијата или досегашната опозиција работи на систематскиот влез, продор во Министерството за внатрешни работи и во овој момент? Можеби преку новиот коалиционен партнер НУХИУ? Па не, јас не верувам дека постои таков обид. Мислам дека е целта да се смират тензиите, да се работи согласно законот, да се почитуваат сите интерни акти на Министерството, да не се прават одредени излети од поединци кои се директно поврзани на директорот Шавков и на останатите кои во овој момент се уште во главата имаат одредени сценарија. Мислам дека тоа нема да се случи, бидејќи свесни се за реалната состојба во МВР. Добро, следно прашање од публиката, повелете. Добро вечер. Јас имам една дилема. Бомбите кои ги објави опозицијата отворија сомнеж кој се е прислишкуван. Сега ние граѓаните имаме дилема дали сите ние представуваме предмет на обсервација. За жал, има информации дека прислушкувањето не е прекинато, иако специјалното обвинителство влезе и најде дополнителни материјали, значи беше и експерт од фирмата Samsung кои ги влечеа тие материјали, меѓутоа сепак постојат начини и во овој период се уште да трае прислушкувањето, сигурно не во обем како што беше претходно со израелската опрема која, како што сите знаеме, уништена. Тоа е нешто што не може ни министерот НУХИУ, знаеме дека и господинот Оливер Спасовски беше одреден период министер во МВР и во тој период за жал продолжи примена на тие незаконски мерки, прислушкување. Тоа не беше во можност да се контролира. Дури министерот немаше ни информација на почетокот дека опремата е уништена. Тоа, за жал, СЕО преку влезот во Управата за безбедност и контраразузнавање и распрашување на одговорните лица дојде до сите тие детали преку службени материјали, како тоа е подготвувано, фалсификувано, антидатирано, сите што биле вклучени. Така да не е возможно, значи ни новиот министер, ни, кажувам, претходниот технички министер од СДСМ да успее да воспостави целосна контрола за да не продолжат тие незаконски действија. Затоа претпоставувам дека и во овој период постои прислушкување, меѓутоа тоа не е од тој обем и не е во таква опасност за граѓаните на Република Македонија. Тука се таргетирани политичките противници. Клучните лица кои може до одредени сценарија да дојде, плашејки се и да имаат можност за реакција правовремена, тие ги следат нивните комуникации. Прислушувањето е мајката на сите проблеми овде во Македонија, од каде што произлегува многу работи, кои што веројатно ни дадоа и многу одговори. Затоа се формираше и СЈО. Лјатифи неумоливо привршува мандатот на покренување на обвиненија на СЈО.
и на покренување на нови истраги. Колку и да ние зборуваме за тоа дека ќе профункционира државата, ќе се создаде владата, евидентно е дека овој мандат нема да може да се продолжи во овој собраниски состав. Дали е тоа целта на целото ова одолговлекување? Една од целите за тоа што се случува сега е навистина и да се оневозможи продолжување на мандатот на СИО, бидејќи тоа јавно го кажа веќе подолго време го изнесува во јавност ВМРО ДПМН. Значи, тоа можеби е несреќна околност. Во времето кога се формираше СИО, се одреди еден таков мандат, имајќи можеби исто нереални очекувања или погрешна проценка за тоа колку време ќе му биде потребно на СИО да ги процесуира сите случаи, да може навремено да покрене постапка и обвинение. Од друга страна, постои голем притисок, значи и од страна на јавноста, и од страна на коректорите на јавните политики, вклучувајќи веројатно тука и граѓанското општество и медиумите ќе имаат своја улога, секако и новото владеачко мнозинство да се потрудат во овој или некој иден владин состав или парламентарно мнозинство мандатот на СИО, односно мандатот на СИО да се овозможи да се продолжи. А се до тогаш, значи останува опцијата сите покренати обвиненија да може да се процесуираат. И тоа ќе биде исто така еден тежок процес, бидејќи овие случаи ќе треба да се процесуираат низ постојните судови и таа иманентна потреба за владење на правото и реформи во судството, бидејќи на начин како што се водеа судските процеси и случаи во минатото, тешко е да се верува дека ќе се најдат од оваа сегашна поставеност во судовите, дека ќе може да се најде начин како да се истераат до крај случаите. И тоа ќе биде лошо ако остане на тоа. Значи, оваа парламентарно мнозинство или некое идно, зависно од тоа колку ќе биде и времетраењето на новата влада, ние се навикнавме веќе да не видиме влада која што ќе го истера мандатот 4 годишен до крај, така што СИО ќе си постои, че нема да згасне. Добро, може да постои ЈО професионално Апсолутно. и непартизирано. Апсолутно. Значи, тоа е една од алтернативите, имено, ако не се најде начин да се продолжи мандатот, че СИО нема сега да згасне, мандатот на СИО сега завршува само околу и во врска со покренување на нови обвиненија. Меѓутоа, ќе си продолжи да функционира се додека не се најде алтернативата. Продолжување на мандатот на СИО или пак редовното јавно обвинителство да успее да се реформира и се што не е процесуирано од СИО да се процесира од ЈО. Тоа е втората варијанта. Добро, Стасева во делот на овој корпус од прашања за СИО. Ке има тука уште многу работа. Се надевам за таа работа ќе е потребна и стабилна политика и стабилна политичка волја и стабилно мнозинство во парламентот кој што ќе одлучува пред се за интересот на граѓаните. Тука ќе го спомнам примерот на Хрватска која што пред да стане членка на Европската унија го промени уставот каде што кажа дека не застаруваат кривичните дела поврзани со власта и со корупцијата. И фактички дури ни застарувањето како институт не можеше да попречи за некој од власта или одговорен да биде повикан на одговорност. Откако ќе заврши можноста обвинителството, специјалното јавно обвинителство да покренува нови обвиненија, може за одреден период да ни се случи ситуација да ние сите овие работи ги гледаме како во стаклена кугла, тука се, ама не можеме да ги допреме, не можеме ништо да им правиме, за тоа треба политичка волја, за да се види како понатаму да се продолжи, дека не значи тоа дека специјалното обвинителство е создадено за таа работа, да ги истражува действијата поврзани со или кои произлегуваат од снимените телефонски разговори. Но не смее да се свати, да се дозволи, да се
забетонира или да се зацрсти ставот дека од тука натаму тие се недопирливи и дека никој ништо нема да може понатаму да води постапки, затоа што тоа се такви сериозни кривични дела за кои што дури и периодот на застарување е многу долг. И затоа реков на почетокот, неопходна е добра, цврста политичка волја, решеност за тоа што сакаме да правиме. Сакаме да бидеме членка во Европската Унија, сакаме владење на правото, сакаме да имаме добро и независно судство, тогаш ќе мораме добро да осмислиме како понатаму се тоа ќе се продолжи, да се процесира, за да имаме реални санкции над оние кои што се впуштиле во криминал. Значи, мислам дека тука ќе имаме многу работа. За сега тоа изгледа дека еве до 6 или до 6 месец ќе заврши, па уште 6 години они ќе можат да ги водат постапките за кои што ги отвориле, но да се надеваме дека овие политички процеси ќе доведат до такви промени и пресврти каде што ќе се најдат и нови законски решенија. Димитровски, дали проблемот кој што можеби во моментов е главен на лидерот на ВМРО ДПМН е оној принцип на санадеризација. Тој е веројатно свесен дека доколку допушти лесно испливување од оваа политичка криза преку формирање на влада на новото парламентарно мнозинство, дека нема да биде награден од страна на или грантиран од страна на Европската Унија и на САД со негово амнестирање од сите случаи. Апсолутно. Значи, Груевски таа порака што ја упатил на господинот Вајгал, иако после тој невешто ја демантираше, нели, како изјава дека не разговарал така, меѓутоа тој ја пренел таа на повеќе, дури на колеги новинари, им го кажал тоа и тоа доаѓаше од таа делегација. Дека Груевски многу јасно им кажал дека има намера да оди до крај, затоа што нема намера да оди во затвор. И се тоа имате работа, нели, со човек кој што е свесен дека утре може да се соочи, нели, со токму со тоа, иако он е пратеник, нели, во парламентот, ќе треба да му се симнува имунитет, па не знаеме како ќе се однесува Дуи во тој контекст, дали Али Ахмети ќе сака да му подаде рака па да не дозволи да оди во притвор. Значи имаме, комплицирана е таа ситуација, но без оглед на се. Груевски сака, токму заради тоа тој бара гаранции дека нема да му се случи ништо. Единствената гаранција која што може да му го овозможи тоа не е никаква аболиција дадена од Иванов. Видовме таа може да се повлече, па да не важи. Има и други кривични дела кои што. Единствената гаранција за него е да биде политички фактор. И тој од тие причини инсистира да биде или дел од власта нова, да направи некаква белја нова во Македонија која што ќе го седне на зелена маса, па утре ќе се формира пак некоја широка влада која што нешто ќе меле натаму, или да издействува закон за амнестија, нешто што е илузорно, не смее да си го дозволи тоа СДСМ, односно граѓаните кои гласа за промени. Знам дека не сака да избега, да речеме нешто што би било тивка амнестија, па да избега на некоја дестинација, не знам, во Русија и така натаму, каде што ќе се скрие и така од прогон до крај на животот може да се помине. Значи тоа е прашањето. Нема друг проблем на македонската криза, сите овие работи за кои што говориме вечерва се сведуваат и тоа го видеа и европските посредници, сите го гледаат тоа и бараат некакво решение. Какво решение, освен, нели, натаму... Добро, за деловито тоа решение зборувавме вечерва, но некако не успевам да добијам впечаток дека санкциите може да бидат плодотворно решение. Тие се решение само на ниво на закана. Бидејќи во случај на санкции ние ќе го официализираме режимот или недемократската позиција на Македонија во светот, што никој не сака да го направи. Европската Унија со години не гарантира со кандидатскиот статус и понатаму и со препораката за преговори. Не само тоа, тој режим може навистина да стане многу пожесток. Тие се заканени, нели, ќе соросоиди ќе затварат и така натаму. Тоа е едната димензија. Од друга страна, тоа може да доведе и до други проблеми. Ако се востанови таква диктатура, режим во Македонија, апсолутно може да добиеме утре одговор од нашите сограѓани албанци, да речат ние навистина сакаме да бараме своја алтернатива и дури тогаш да барат некаква федерализација, парламент во Тетово и така натаму. Привршуваме кратка оценка во продолжение на дебатата. Митевски, каков период не очекува и можеме ли да очекуваме стабилизирање на состојбата, вкупно и ова што вечера го зборевме со можни санкции?
Јас мислам дека ова ќе потрае за жал, дека нема да има брзо решение, дека ќе се соочиме со непродуктивен парламент, со посилен притисок од меѓународниот фактор. Сега прашање на време е дали тие санкции кои ќе бидат воведени, јас верувам дека за 1 до 2 недели ќе мора веќе да се појават првите санкции спрема врхушката на ВМРО-ДПМН и нивните финансиски поддржувачи, дека тоа треба да биде првиот чекор, првиот сигнал дека не може ова да трае во недоглед. И на крајот сум оптимист дека ќе има мирна разрешница, мирно предавање на власта и дека ќе се стабилизира состојбата во Македонија. Лјатифи? Мислам дека сепак фокусот ќе биде не да се остане на власт, бидејќи тоа мислам дека повеќе или помалку е јасно, и барањето да излезе народот на улица и да ја одбрани власта, мислам дека не најде на таква поддршка која што би овозможила такво нешто. Следно би било колку што може повеќе да се блокира функционирањето на новата влада, да се оди со силна победа од страна на ВМРО на локалните избори, која што ќе овозможи некаков легитимитет за да почне да бара предвремени парламентарни избори, а цело време имајќи ја тиранската платформа или платформата на албанските партии како главен аргумент за да се оди на такви предвремени избори. Меѓутоа секако дека имајќи го ова предвид, се очекува каква таква стабилизација и со транзицијата на власта навистина тековите треба да се нормализираат и првиот чекор кон окончување од блокирање на демократските процеси годинава треба да се случи. Благодарам. Тасева? Ова годинава ме насмеа дека треба да се случи. Јас мислам дека кај да е во ноември нешто мора да се случи, оти некој ќе треба да гласа нов буџет. Оти овие сега ќе ги потрошат парите што ги имаат, еврообврзницата и така натаму, значи на крајот на криштата кога ќе се запре и тој прилив на пари, нема да може ништо да се прави. Нова еврообврзница не може да земат и тука веќе станува многу сериозна работата и тогаш веќе мора да има нешто, некаква разрешница работава. Мислам дека ќе ги оставиме летово. Не мислам да ги седам да ги слушам што ќе зборат во парламентот. Дека ќе ги оставиме да си кажат се што имаат, да си зборуваат сами со себе, како што кажа вчера една пратеничка. Очекувате дополнително одолговлекување, така? Да, тоа ќе се прави, ќе се одолговлекува, но на крајот и тоа ќе заврши и мора да има некаков исход и мислам дека ќе се случи тоа да се формира и собранието и да имаме председател на собрание и мирно предавање на власта. А притисокот меѓународен во што ќе се рефлектира, односно притисокот меѓународен ќе се покаже преку изолацијата нивна на таа врхушка на секаде во сите сфери на меѓународната политика и ќе имаме се позасилена поддршка на другата страна, на опозицијата и охрабрување на граѓаните дека е добро да се истрае за да се дојде до мирно предавање на власта. Секако одолговлекувањето не им е добро ни за од септември понатаму, ниту за локалните избори, затоа што дури тогаш граѓаните ќе сватат дека вака не може понатаму. Добро, господа, ви благодарам што бевте дел од 24 отворено и благодарам и на публиката за присуството во публиката. Останете со телевизија 24. Следува малку хумор, а после тоа редовното издание на Централните вести да видиме што ново се случува во политичкиот живот, додека ние тука дебатиравме. Пријатно!